Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. СДСМ на седница на извршниот одбор расправа за ставовите и присуството на пратеничката на партијата Славјанка Петровска на конференцијата за реформа на опозицијската партија наречена 12.5. Дали на седницата е поканета и Петровска? Во живо прашува Мирјана Давидовска. Се уште трае седницата на извршниот на СДСМ, од она што со сигурност можам да го кажам, од она што го видов овде пред седиштето на партијата, пратеничката Славјанка Петровска не е дојдена на овој состанок, но немам точна информација дали официјално е поканета за да присуствува, но од она што може да се извлече како заклучок од гостувањето на лидерот на СДСМ во дневникот на Сител, тој рече дека сите тие се добре дојдени и всушност се поканети да присуствуваат на овие важни состаноци на партијата. Меѓу другото, тој исто така спомена дека нема да се разговара за разрешување нејзино од членството во партијата, барем потврдно така одговори на прашањето дали воопшто ќе се разговара на овој состанок за нејзино исклучување. Всушност, како што имаше и некои информации во јавноста во изминатите неколку дена, откако таа се појави на онаа конференција заедно со останати членови на СДСМ, поранешни високи функционери од партијата СДСМ. Еве што друго кажа Филипче во гостувањето во тема на денот. Беше актуелна пратеничка Славјанка Петровска, таа е дел по функција како пратеник од органите и телата на партијата и многу пати јавно го има искажувано својот став дека се потребни некакви промени во СДСМ. Каков ќе биде вашиот однос со неа? Останува дел од пратеничката група, имавте можност да разговарате, ќе ја повикате ли на практично тај не треба да повикате, треба да присуствува на состаноците. Сметам дека таму освен оваа група која што ги инициира тие работи, многу луѓе кои што извинете биле излажени. Дека се излажале да одат таму и да смета дека тоа е форумот за кој што на кој што треба да се разговара за тие работи. Не, и порака и за неа и за сите други. Нека дојдат во партија разговара. Јас сум спремен, не јас, сите луѓе кои што се од централното раководство се спремни за дебата. Нормално се за доброто на партијата, пред се, пак ќе кажам, за доброто на државата и граѓаните. Ќе има конкретна иницијатива за средба, за диалог или ќе оставите на тоа дека вратата е отворена? Се отворени секогаш апсолутно. Добра, Венко Филипче, ќе очекуваме вечерва на органите и телата на СДСМ да видиме каков ќе биде исходот од разговорите, но вашиот став е дека исклучување на партиски членови нема да се случува. Мирина, дали се расправа и за поранешниот висок функционер Игор Ивановски, како и Андреј Петров, кои се и иницијатори на конференцијата за промена? Да, секако дека се разговара, барем така најави лидерот на СДСМ во гостувањето на дневникот на Сител, дека ќе се разговара за сите внатрепартиски случувања. Тој исто така спомена дека со нив и имал некои средби во претходниот период и нема јасно зошто се тоа се случува надвор од седиштето на партијата, кога вели и потенцира дека тие сите се добре дојдени и доколку на вистина имаат добри намери, вистински намери за реформи кои што сакаат да ги понудат, треба да го направат внатре во седиштето на СДСМ. Во спротивно вели дека тоа не го прават со добри намери, односно дека одработуваат за власта, како што рече Филипче. Меѓу другото, интересно е да се спомена дека тој рече дека на таа конференција видел луѓе кои што според него веројатно се и излажани за да присуствуваат на таква една конференција за наводно реформи кои што треба да се направат во партијата во СДСМ и дека се тоа со цел да се ослабне опозицијата во моменти кога таа навистина се консолидира и во моменти кога жестоко се спротивставува на, како што вели, оние погубни политики кои што ги прави власта. Инаку, како што рече и Филипче, ова е редовна седница на извршниот одбор и меѓу другото, освен како што споменав за внатрепартиските случувања, ќе се зборува и за актуелните состојби во државата и за, како што вели, погубните политики на владата. Состанокот се уште е во тек, за сега нема информација дали ќе добиеме изјава по овој состанок, а како што споменав и на почетокот, не ја забележавме да дојде и да присуствува на овој состанок актуелната пратеничка Славјанка Петровска. Да, одлука чекаме во вестите во 23. Мирјана Давидовска во живо за седницата на извршниот одбор на опозицијската СДСМ посветен на оние кои што бараат и очекуваат промени во оваа партија.
А председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска се обрати на 36-тиот самит на НАТО, што се одржува во Анкара. Таа истакна дека шефовите на држави и влади на самитот испратиле силна порака за единство, солидарност и заедничка одговорност на сојузниците во справување со глобалните безбедносни предизвици. Осврнувајќи се на европската перспектива на Западен Балкан, врзано за регионалната стабилност, Силјановска-Давкова укажа дека принципите на еднаква солидарност и кредибилност кои се манифестираат во рамките на НАТО треба доследно да се применуваат и во процесот на европската интеграција. Според неа, обединета Европа не може да биде целосна без интеграција на регионот и крајно време е по 13 години да се откочи процесот на прием на нови членки, се вели во соопштенијата од кабинетот. Пофалби за реформите има, гаранции за предвидливиот преговарачки процес нема. Тоа е суштината од пораките на еврокомисарката за проширување на Унијата Марта Кос, која денеска престојуваше во Скопје. Премиерот Мицкоски вети силна посветеност на реформите и очекувања Брисел да овозможи фер пристапен процес ист за сите кандидати. Пофалби за реформите, охрабрување за уставните измени и порака за консензус за изборниот законник. Еврокомесарката за проширување дојде во Скопје за да му честита на Мицкоски за спроведените реформи, но и да го потсети дека без уставни измени напредокот останува ограничен. Навистина гледаме охрабрувачки напредок уште од почетокот на годината во реформската агенда и токму поради тоа сакаме да ја поздравиме зголемината посветеност на владата во напредувањето на оваа работа. Северна Македонија сега се наоѓа меѓу најдобрите изведувачи затоа што е усогласена со европските стандарди и затоа Северна Македонија се квалификуваше во групата на земји на кој што ќе дадеме дополнителни средства. Усвојувањето на договорените уставни измени останува неопходниот следен чекор за формално започнување на пристапните преговори и затоа уште еднаш ја охрабрувам владата да го започне процесот кој што наскоро може да донесе измени во уставот. Премиерот вети силна посветеност на реформите, изрази очекување дека Брисел ќе овозможи фер пристапен процес каков што имале сите кандидати до сега. Европската интеграција да остане процес кој се темели на јасни критериуми, на вредности, на исполнување на реформските обврски, а не процес кој ќе биде оптоварен со билатерални прашања што создаваат неизвестност и фрустрација кај македонските граѓани. Граѓаните со години покажуваат јасна определба за европската идеја. Во тој период беа донесени тешки одлуки, беа превземени сериозни обврски и беа направени значајни чекори со уверување дека секој исполнет критериум ќе биде вреднуван на објективен и предвидлив начин. Грејс периодот за реализација на реформите од планот за раст е продолжен до 15 јули, а за Македонија отворено прашање останува само изборниот законник кој опозицијата го блокира со 13.000 амандмани. Кос од Скопје побара од партиите да најдат консензус, а премиерот уште еднаш повтори дека неговата партија е подготвена да ги прифати сите конструктивни предлози на опозицијата. Договорете се вие во опозицијата, дајте ни текст и ние тој текст ќе го прифатиме, нормално со вклучени препораки на ОПСЕ и ОДИХР и гласање на диаспората. Еве, како тие ќе кажат, така ние ќе прифатиме. Само нека се усогласат. Еве, до денеска ние немаме се уште усогласен текст. Времето си одминува, средина на јули ќе дојде. Би било навистина штета да ги изгубиме тие средства, нешто повеќе од 4 милиони евра се. Со оглед на тоа дека спроведовте 90% од 10 реформи кои што требаше да се исполнат до 15 јули и тие последни 10% се секако изборниот законок кој што ќе биде усвоен. И тука ги повикувам сите страни за заеднички меѓупартиски консензус за да може да имаме 100% успех и се надам дека тоа ќе се случи. Уставните измени и натаму остануваат главната пречка на патот до Брисел. Кос вели дека нема начин на Македонија да и се обезбедат гаранции и дека за да се најде решение мора да се изгради доверба меѓу Скопје и Софија. Како да се направи тоа, Кос денеска немаше одговори. Проширувањето на ЕУ не е изградено на гаранции кои што се даваат однапред, туку се гради врз доверба
обврски, посветеност, нивно исполнување и работа. Марта Кос посетата на Скопје ја заокружува со средба со спикерот Гаши и увид во реконструкцијата на студентскиот дом Стив Наумов, во која дел од средствата се обезбедени од Европската Унија. Александар Спасовски, Сител телевизија. Топката за изборниот законник се префрли кај опозицијата. Левица ќе иницира средба на опозицијските партии во обид да се најде решение. Иако од партијата на Апасиев не се премногу оптимисти за исходот, велат дека од понеделник ќе ги контактираат останатите опозицијски партии. За Левица една изборна единица секогаш е програмска определба и единствената суштинска реформа што ќе обезбеди собрание кое пореално ќе отсликува волјата на граѓаните. Доколку ДПМН на вистина ќе го почитува договорот на опозицијските партии околу изборниот модел, тогаш ги повикуваме сите опозицијски партии да покажат политичка зрелост и јасно да застанат зад воведување на една изборна единица како суштинска демократска реформа порача од Левица. Но лидерот на партијата СДСМ Венко Филипче, кој гостуваше во дневникот на Сител, вели дека остануваат на ставот дека нема да дозволат различно гласање на диаспората и предлага нова работна група со експерти да работи на решение до 2008 година. На средбата иницирана од Левица не се изјасни дали ќе присуствуваат. Средби имаше изминатиот период, изминатиот 2 недели помеѓу координаторите на сите пратенички групи во парламентот. И овие работи беа дебатирани од страна на нашиот координатор, беа укажани овие работи. Какви се гаранциите дека ќе биде процесот фер, какви се гаранциите дека ќе се запазат сите регулативи, сите критериуми за безбедност ако се гласа електронски или по пошта. Немаат одговор од власта на ова прашање, сакаат на сила да го донесат. Не можеме да заклучиме ништо друго, освен дека се отвара врата за изборен грабеж. Не постои друга логично објаснување на тоа да се инсистира на модел за кој што ништо не е утврдено во однос на безбедноста, целосно се менува начинот на гласање. Да, добро. Изборниот модел, изборниот модел се менува кај нас. Со тоа што на некој му се дозволува да гласа по пошта, а овде некој гласа со спрееви, фингерпринтови и така натаму. Какви се тие разлики во безбедностите, критериуми, проверки за време на гласање? Веројатно Државната изборна комисија би требало да биде таа која потоа ќе ги дефинира изборите и прашањата, а вие го имате председателското место. Не е точно тоа, затоа што изборите и се во врска изборите се регулира со закон. Тоа е законска материја и не може да се остави таков терен на Државната изборна комисија која што ги нема за механизмите да носи или да менува закони да го редува тоа. Тоа е работа на парламентот. Платеното политичко рекламирање кое го оспоруваат Левица и демократи ќе чека мнозинство гласови на уставните судии пред да се одлучи дали е уставно или не. Според судот, поради отсуство на судии, во моментот ги немаат потребните 5 гласа за да биде донесена конечна одлука дали ќе се поведе постапка или ќе се отфрли иницијативата. Предметот останува отворен во фаза на гласање. Судијата известител предложи да биде поведена постапка и да се оценуваат одредбите од изборниот законник. Останатите судии се со поделени мислења. Дел го бранат ставот дека судот не треба да одлучува по иницијативата, бидејќи донесена е одлука за истите членови во 2023. Дел пак велат дека треба да се цени и промената на политичката реалност и не им се дава еднаков третман на сите политички актери. Регулативата е штетна, противуставна и изразито непропорционално по однос на можностите, правата и обврските на сите политички чинители и субјекти кои се надпреваруваат во изборните кампањи. Да се поведе постапка. Постои причина за отфрлање, независно од тоа што било во неколку наврети одлучувано, а особено ако сакате дури и ако се повикаме на актот и на одредбата што ја прочита судија Насар, а тоа ако има нови факти, околности, аргументи и така натаму. Во овој модел на пропорционално плаќање и представување политичко треба да постои еднаквост. Ако се видат списите на тој предмет, таму се оспорени истите законски одредби. Истата содржина, значи нема измена никаква во законот. Цениме уставност и законитост, а не каква е политичката реалност. Речи си 6 години по пропаѓањето на Евростандард банка, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција поднесе обвинение за случајот во кој меѓу обвинетите се бизнисменот Трифун Костовски и неговиот син Коста.
До Основниот кривичен суд Скопје е доставен обвинителен акт против 3 лица за кривично дело предизвикување стечај на банка, а против уште едно лице е поднесен обвинителен предлог за несовесно работење во службата. Според обвинителството, обвинетите од 2013 до 2019 како дел од управните и кредитните тела на банката постапувале спротивно на Законот за банките и интерните акти. Од обвинителството наведуваат дека со одобрување кредити на кредито неспособни и поврзани правни лица без соодветни анализи и обезбедување, како и со прикривање на реалната финансиска состојба, придонеле за значително влошување на состојбата на банката. Со ваквото постапување Евростандард банка била доведена во стечај, а доверителите биле оштетени за над 1,6 милиарди денари. За четврто обвинетиот, кој бил председател на надзорниот одбор, обвинителството тврди дека со несовесно вршење на овластувањата и пропуштање должен надзор овозможило одобрување нефункционални кредити и преземање прекумерни кредитни ризици. Банката замина во стечај во август 2020, а обвинението сега треба да биде оценето од кривичниот суд. Следните вести во 23, до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.